Вака организација на жени од Струмица веќе подолго време работи на проблемот со семејно насилство, меѓутоа во координација со другите надлежни институции на локално ниво започна да работи од 2011 година. Од оваа година започнахме и со реализација на проектот Препознавање на семејно насилство во училиштата, финансиски поддржан од општина Струмица, и во рамките на истиот беа направени истражувања во училиштата за да видиме дали учениците знаат што е семејно насилство, видови на семејно насилство. И оваа вечерашна трибина е една активност од овој проект, се со цел да ги видиме потребите и приоритетите на учениците, со цел да се пренасочиме на понатамошните активности. Што покажуваат резултатите од истражувањето? Па вака од прашањето колку од учениците биле сведоци на семејно насилство, бројката е некаде над 10%, што мораме да признаеме дека и не е мала. Меѓутоа, на наредното прашање, колкумина од нив пријавиле семејно насилство, процентот е околу 1,40%. И најмногу од нив, доколку би биле сведок на семејно насилство или доколку би биле жртви на семејно насилство, би се обратиле во полицијата, после полицијата на бесплатната SOS линија и на крај во Центарот за социјални работи. Тоа покажува дека младите се доволно информирани или потребна е уште поголема едукација? Потребна е, според истражувањето е потребна поголема едукација, меѓутоа токму оваа трибина треба да ги детектира точно потребите, од неја ќе произлезат и заклучоците кон кои ќе треба понатаму да се пренасочиме сите ние, не само како невладина организација, туку и останатите институции. Имате ли некои сознание одговор на прашањата зошто толку малку го пријавуваат? Велиме дека процентот 10% не е мала бројка за сведоците. Така, немаме сознание, меѓутоа според сите истражувања на меѓународно и на домашно ниво, тоа е пред се срамот од околината, стравот од закани, страв по нивниот живот. Затоа и вие, медиумите, и ние сме тука да ги охрабриме зашто почесто да го пријавуваат исто. Согласно статистиката на секторот за внатрешни работи Струмица, можеме да кажеме дека во 9 месеци од 2011 година регистрирани кривични дела во врска со случаеви на сторени кривични дела семејно насилство имаме 69 и тоа предизвикани од страна на мажи 52 или 17 предизвикани од страна на жени, што значи еве статистиката кажува дека имаме и предизвикани кривични дела се вршење семејно насилство и од страна на припаднички од женскиот пол. Во однос на минатата година имаме значително зголемување, ми се чини дека истиот период лани се регистрирани 41 случај. На што се должи оваа бројка? Секако дека имаме зголемување на статистичкиот број на пријавени и регистрирани кривични дела, меѓутоа цениме дека ова бројка се должи на охрабреноста кај сите оние кои што се чувствуваат дека над нив е извршено семејно насилство, претежно охрабрување на припадничките од женскиот пол да ги пријавуваат случаевите на семејно насилство. Што значи, еве, овие активности кои што се вршат на локално ниво, па и на национално ниво, можеме да кажеме, ние како припадници на Министерството за внатрешни работи партиципираме во локалните координативни тела на општинско ниво, на некој начин преку кампањите кои што се организираат и преку медиумите и средствата за јавно информирање, цениме дека даваме допринос и да ги охрабруваме сите оние кои што се сметат за жртва на семејно насилство да го пријавуваат истото во полициските станици. Колку младите се дел од сето тоа, ако земеме пред дека вечера токму тие се целната група која што се дел од трибината? Секако дека не може да се исклучат и младата популација, нели, како жртви на семејно насилство. Статистиките покажуваат дека и тие се дел од тоа, дека и тие се дел како жртви на семејно насилство и затоа сме токму вечер овде и ние како представници од Министерството, секторот за внатрешни работи да партиципираме во делот на подигање на општата свеска и сите нив со цел, нели, секој детектиран проблем или случај на семејно насилство да биде пријавен во полициска станица, не само во полициска станица, туку и кај релевантните надлежни институции кои што го третираат овој проблем, се со цел барање решение на истиот.